Утре дојдовте во бумбар на телевизија Нова. Бидејќи телевизија Нова секогаш е во центарот на случувањата, денес стартуваме нешто подоцна, ве однесовме на улиците низ Скопје, каде што во моментот се одвива граѓанскиот марш, како што велат организаторите, четврт Илинден. Дискутираме за актуелностите, дискутираме за сето она што се случуваше во изминатите 24 часа. Можете да коментирате секако и за она што во моментот се случува. 240-2002, 240-2005 ќе бидат телефоните на кои што ќе можеме да се слушаме, ќе можете да пишувате и на Facebook и на Twitter. Го бираме настанот на денот. Да погледнеме кои се настаните кои што се на дневен ред вечерва. Ќе поддржиме малцинска влада доколку СДСМ се откаже од законот за јазици, платформата и редефинирањето и урнисувањето на државата. Му порача лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски на првиот човек на СДСМ Зоран Заев. Ако албанските партии ја донесат СДСМ на власт, ние сме подготвени да ја поддржуваме како малцинска влада со нашите пратеници доколку се откаже од законот за јазиците, платформата од Тирана и редефинирањето и урнисувањето на државата, напише Груевски на својата Facebook страница. Ако толку по секоја цена сака Заев да биде премиер, додаде тој, нека не удира по државните и националните интереси. Нека ја спроведува програмата од изборите без редефинирањето. Нека удри и по нас, ама не поддржавате незините темели. Еве, јас доброволно ќе прифатам ако тоа е мој условот на Заев да ме уапсат, затворат и малтретираат, а ВМРО-ДПМН е да го поддржува како малцинска влада колку време сака до наредните избори кои заедно би ги договориле. Нека удри по мене, само нека се откаже од удирање по темелите на државата заради желбата да е на власт. Ова нека го свати како јавна понуда, напиша Груевски. А втората тема, вели Фрчковски, годинава мора да се направи нешто во врска со името на земјата. Да ја погледнеме неговата изјава. Со американските партнери ние мора нешто да направиме околу името и влез во НАТО оваа година. Нешто мора да се направи на тој план, влез во НАТО ќе не дувне директно, ќе не дигне и владата ќе ја дигне на едно ново ниво. Тука нешто мора да се направи, дал со решение за името, дал со фиром, како, не знам, ама ќе има начин, ќе има шанса, ќе се постави на маса тоа и треба таа шанса да ја грабнеме. Нас не треба НАТО оваа година. Еве, погледнавте изјавата на Љубомир Фрчковски, кој што, да не заборавиме, беше и кандидат за председател. 240-2002, 240-2005 се телефоните на кои што можете да се јавувате, да ги давате своите бумбари. По еден бумбар ви стои на располагање, било да е тој бел или црн. Дали го имаме првиот гледач на линија? Добро вечер, Тања. Добро вечер. Со кого разговарам? Еден ваш гејач, ви го слушам. Малку потивко само ќе мора се вова да биде. Многу одама не сум ве слушам. Не ве слушам добро. Малку потивко. Многу одама не сум ве чул. Но сега ве слушам, вака. Зашто се одлучивте, господине? Во врска со првата тема, кара мајко му стара само Никола Груевски мисли за ова Македонија, никој друг не мисли. Така му доаѓа според неговата изјава. Дали се согласувате со овој став или не? Дали давате поддршка или не? Во никој случај. Значи бумбарот ќе ви биде црн? Апсолутно. Нема смисла толку да се навали. Ние сме сите еднакви граѓани во ова Македонија. Сите го мислиме добро. Сите сакаме да имаме по 500, по 1000 евра плата. Сите, не верувам некој да е против ова, да нема 1000 плати. Не верувам некој. Према тоа, нека се смири Груевски, доста му веќе 10 години. Сега да видиме Заев што ќе донесе. Тоа е добро, нека биде Груевска опозиција, сега силна опозиција, силна влада. Нека му стои зад грб стално, нека го прати, нека внимава што прави, нека одма го критикува јавно. Така се работи во државата, не праќа апели, редефинирање на државата. Кој тоа што може да направи? Кој тоа поединец, каде пишува тоа? Према тоа, апелирам до граѓаните да се смиреме, да тргнеме напред и да не биде арно на сите. Ви благодарам. Ви благодарам, вашиот црн бумбар за првиот предлог е запишен. Еден црн, сме добили и еден бел во меѓувреме. Телефоните се активни, работат. Активен е и нашиот Facebook профил, Twitter профил. Продолжуваме понатаму. Добро вечер.
Добро вечер, убавица наша, Мите Василев од Германија. Повелете, господин Мите, зашто се одлучивте вие? Црн бумбар за вториот предлог. Црн бумбар за вториот. Да смисламе еден професор кој го плаќа народот македонски и тој сега ќе ми на мене праве како треба име да се менја и што ја знам. Луѓе Божи, јас сум одушевен со излезот на македонците и сите граѓани на Македонија кои стана на нозе да си го бранат се оно што му припаѓа на нив. Мило ќе ми биде ако бидеме свеси кога ќе дојде Могерини да и се дигнат пред неа, што има таа да траже кога со години не мотат, неќе да не земат се додека не изгаснат. Но затоа е на нив да историјата фалсификувана од нив, неќе да си дадат за право што на грците дадоа све живот земаа од нас. И артефактите кои са кај нив да ги вратат за Македонија, тоа ги жеже и теже на срце. Да сте ми живи и здрави напред македонци. Благодарам господин Мите, евете ни се повторно запишан ви е бумбарот црн по боја за ставот на екс-министерот и кандидат за председател од СДСМ Љубомир Фрчковски, кој што вели доколку сакаме во НАТО, а сакаме во НАТО, годинава мора да се направи нешто во врска со името на земјава. Продолжуваме понатаму со вашите јавувања, го бираме настанот на денот. Добар ден, добро вечер. Добро вечер, Тања. Повелете. Боне од Битола. Повелете, Боне, вашиот избор да го слушнеме. Еден бел бумбар колку земјината топка за првиот предлог. Ке ти ја поддржиме владата ако се откажеш од законот за јазици за федерализација, му порача Груевски на Заев. Ваш коментар. А овој на никој не му верува си лаж. Заев. Да коментирам за вториот предлог. Добро. Пошто не може да дам бумбар, тој би го дал колку цела вселена црн, со сите планети. Јас се чудам повеќе пати се ова во дебатни емисии. И кажувам, не е ко тој што се јави првиот гледач, дека црн бумбар дава за она што го рече Груевски. Него не му се лута, може е човекот неписмен, неук, неупатен, ја не е и државата, може не е и македонец, може не е и од Македонија. Добро, секој си има право на став. Добро. Меѓутоа, професори, кои сите благодети ги видоа во оваа земја, и да држи предавање дека името треба да го смениме, а тоа не е нормална работа. Друга работа, срам да му е на Академијата за науки, се оказувам од неколку професори што се јавија и што дадоа голема поддршка, и то со аргументи, со никакви настојчиви за Груевски, за Рајко, за Петко. Дадоа аргументи и поддршка за Македонија. Не дадоа за никого други. Едно да разберат, Македонија има здрав председател. Не верувам да се осуди да му дај на онај аболициран гад да води држава. Само без навреди, добро. Да му дај премиерска функција. Ви благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Се најубаво, останете со нас до крајот. Настан број 1, 4 јавувања, 2 бели, 2 црни бумбари, 6 јавувања и сите се црни бумбари за вториот предлог. Динамична е ситуацијата, додека зборував добивме уште еден бел бумбар за првиот предлог, но динамично и на Facebook зидот на телевизија Нова, Мики Т црн бумбар ни дава за втората тема. Максимилијан Казаков бел бумбар за првата тема со многу македонски знаменца. Кристина Велјановска вели црн бумбар за втората тема. Марко Кукич исто така гласаше. Горан Аврамовски вели срам за Заев, срам затоа што со сила оди против волјата на народот, црн за втората. Така е во моментот, еве, Никола Биковски исто така гласаше со црн бумбар за првиот предлог. Како што кажав, динамично е, од момент во момент се менува. Го бираме настанот на денот, ви стои на располагање по 1 минута за ваш коментар и да слушнеме каков изборот на нашиот следен гледач кој што во моментот ни се јавува на една од линиите 2402002 или 2402005. Добро вечер. Добро вечер, овде Елена од диаспората, ме слушате ли? Да, сосема добро ве слушам, повелете.
Повелете, давам црн бумбар за втората тема од Македонија е Македонија. Името не треба никогаш да се... Зборувајте. Добро се слуша. И никогаш ние и верата да ја продадеме. И името, и знамето, ние никогаш Македонија нема да влезе во Европска Унија. А потоа Европска Унија како што оде ќе се распадне. Нема више да трае многу долго. Да. Ви благодарам ако е тоа се. Добро? И уште нешто? Добро? Уште нешто. Добро. Вај народ само како вечер што беше само напред. Ништо друго. Ви благодарам. Да, еве, со слика ве водиме во моментот низ улиците на Скопје, каде што се одвива граѓанскиот марш, за кој што еве веќе ви најавувам дека во текот на утрешниот ден ќе дискутираме, да видиме како се ова ќе резултира, значи кој се ќе се обрати. Тие најавија дека и утре ќе бидат на улиците, но сега во моментот изгледа вака. Продолжуваме со вашите јавувања. Добро вечер. Ало, добро вечер. Со кого зборувам? Елена од Карпош. Од Карпош ни се јавувате, повелете. Повелете. Овој народ што излезе надвор, тоа е Македонија. Не може никој против овој народ. Не Заев еден, уште 100 заеви и уште 100 ради и уште 100 злонамерници од надвор, што се кажуваат дека доаѓаат да подржат Македонија. Не можат ништо против овој народ. Овој народ е Македонија и Македонија ќе остане цела. Не можат они да ја двојат. Не можат народот да го раскаруваат меѓу себе. Македонија е земја што секому пружила добре дојде да живее, со добри намери, со честност, да живее во оваа земја, а не да ја руши, да ја подрива. Двете теми кои што ги имаме се на некој начин поврзани со ова кое што го... Многу поврзани. Така. Многу поврзани. Значи, не бел бумбар, него цела Македонија бела за првата тема. Добро. Бел бумбар. Првата тема, Ману, нека се страмат. На честните исклучалци од Ману академци што се јавива за подршка на Македонија. А другите се срам за Македонија. Живеат, ете, од овој народ што е надвор собран, живеат со сите права, со сите задоволства и никој не излезе од нив. Пак ти кажам, честно на честните луѓе од Ману што се јавива и кажава дека имаат карактер и дека го заслужиле местото академци. Сите други да се срамат пред овој народ што е излезен. А овој народ и утре ќе излезе. И нема да дозволи таквите, како Заев, да рушат од темел. Поздрав до Груевски Никола, што се понуди себе си, само да не дозволи ова разулавена тајфа, што сака Македонија да ја подрие од темели. Ви благодарам, само накратко ќе се осврнам на Facebook да видиме што се случува таму. Фросино Арсовска дава еден бел бумбар, веројатно бел 1 значи за првиот предлог, Трајче Трпевски бел бумбар за првиот предлог, Билјана Мисе бел бумбар за првата тема, нормално вели таа, Мирко Додевски бел бумбар за првата тема. Така е во моментот, значи така стоиме со бумбарите на Facebook, а во онаа конечна табела 22 бумбара за првата тема, од кои што 2 се црни, 20 се бели и 7 јавувања за тема 2. Продолжува гласањето, тема 1 бел бумбар од Јовановска Фросина овој пат. Продолжете со пишување, продолжете со гласање. Ние ве водиме и низ улиците на Скопје. Можете да видите и во моментот што се случува доколку не сте на протестите. Продолжуваме со јавувањата. Ќе ја поддржиме владата, а ќе ти ја поддржиме владата доколку се откажеш од законот за јазици. Ова му го порача Никола Груевски на Зоран Заев. И Фрчковски, тој вели годинава мора да се направи нешто во врска со името на земјава. Добро вечер, кој ни се јавува следен? Добро вечер. Со кого имам чест? Драгин од Скопје. Зашто се одлучивте вие? За првиот бумбар, бел бумбар. За првиот предлог бел бумбар.
Да. Добро. За господинот Никола Груевски кој покажа високо национално и државничко чувство. Да. Продолжете, зборувајте. И сметам дека само на таков начин би можеле да излеземе од оваа криза. Дали е тоа се? Не, сакам Добро. да се доискажам и за втората тема. Да слушнеме коментар. Па ова се фарасеите македонски кои што ја продаваат Македонија. Затоа што кажува дека ние мора да го смениме името, а не кажува под кои услови и зошто да го смениме името. Со кои инструменти и мерки, на која политички инструмент ние тоа, он мисли да го смени. Како тој мисли да го смени тоа? Па луѓето, нашите дедовци, синови, керки, наши прадедовци, ние дадовме крв за оваа земја, а сега да го смениме името. Па како да се викаме Јужна Арабија? Ви благодарам. Ви благодарам. Македонија победува. Ви благодарам. Белиот бумбар за првиот предлог веќе е запишан. Добро вечер за кого? Секој добро ви посакувам. И јас вам. Прекрасни теми имате. Па би рекла вака. Бог рекол, сакај го Господа со сето своје срце и со сета своја душа и сиот свој разум. Втората Божја заповед не помала од првата, на која што се крепи целиот Божји закон од 10 Божји заповеди, е сакај го ближниот како самиот себе си. Со изјавата на председателот Груевски, кој што ја представува политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, он покажа големина и покажа дека јас го сака човештвото, уопште земено, не нагласи никој дека не го сака, со тоа што самиот себе се понуди за доброто на својот народ. И би дала голем бел бумбар, Добро. што верувам За дека првиот срцето предок. на секој човек, секој човек кој што љуби има големо срце и нема да посакува ништо лошо за својот народ, а кога се зборува за својот народ, се зборува за секој што живее на ова мала парче земја, али да не оди преку Симит и Погача да се бара. За втората тема би рекла, не е во ред на таков начин да се дискутира од страна на високо софистицирано лице и да се вика дај шта даш ова година. Не. Имаме ние трпение, бидејќи Бог рекол трпение, спасение. НАТО и Европска Унија, ако не сакаат, ќе не сакаат онакви какви што сме, буквално со срце полно со љубов. А ако не сакаат, тогаш и они не ни требаат на нас. Бидејќи љубовта се состои не во предавство, не во договарање, не во узенување, него во љубов меѓу сите етнички заедници, а не по секоја цена некој да сака да го земе она што не му припаѓа. Секој е добро и Бог да ја благослови Македонија. Секој е добро. Председател кој што верувам дека со страв Господов ќе го чува ова парче земја и љубовта на сите македонци во неа. Ви благодарам за јавувањето. Со коментари за двете теми и бумбар за првата бел побоја го затворивме ова јавување, а сега одиме на следното. Добро вечер. Добро вечер, се јавува. Кој ни се јавува? Се јавува Ацо Јовановски, веган, возачот од Карпалак од Прилеп. Повелете, Ацо. Цење, ќе ми дозволите да му се обратам директно на членовите на СДС и ЗАЕС. Дали ја заборавија 2001 година, она што не се дешаваше? Дали ова ќе би реприза на 2001-та? Срам е за Македонија, македонци сме, а да бидеме сами против себе. Еден голем бел бумбар за првиот предлог. Добро. Поддршката на господинот Заев. Припатете раката на господинот Груевски. Направете малцинска влада. Додека се прашувам себе си, дали 20 албански пратеници
се многу појаки од 100 македонски. И на крајот, ако ми дозволите, сакам да ги замолам сите прилепчани. Тука, утре во 17 часа ќе има протест, мирен протест од споменикот на прилепските бранители до споменикот Карпалак. Ви благодарам. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. 37 јавувања на тема 1, 35 бели бумбари, 2 црни, 14 јавувања на тема 2 и овде имаме само црни бумбари. Ни сликаве водиме и низ скопските улици, каде што во моментот трае протестниот марш под името, како му беше името, значи за заедничка Македонија, така е насловен овој протестен марш. Ова е граѓанска иницијатива за која што беше замолено дури да нема партиски одбележја, едноставно да излезат сите македонци, да се обединат заеднички и значи во што поголем број да го изразат својот револт против обидот за прифаќање на албанската платформа. Продолжуваме понатаму. Кој ни се јавува? Ало, добро вечер. Добро вечер. Со кого зборувам, со кого имам чест? На телефон граѓанин од Скопје. Повелете зашто се одлучивте? Па јас се одлучив вака за втората тема црн бомбар. Ваш коментар? Мој коментар, мислам дека човекот веќе излегол од разум. 20 и кусур години професор, еден таков професор да предава студенти е срам за Македонија. Тоа е едно. Значи, бумбарот го давам црн... Црн по боја за вториот, добро, добро. Да. Меѓутоа ќе коментирам и за првата. Не би се сложил со Груевски да му дава поддршка на еден аболициран криминалец. Во никој случај... По никоја цена, добро? По никоја цена не би се сложил да му се даде поддршка. Може, меѓутоа, многу членови од партијата на СДС, мислам дека и повеќе од тоа не се сложуваат со оваа платформа на албанскиот народ. Дали мислите... Не можеме ние, македонците, да бидеме во заложништво на не се мало, не ги понижавам, ја живеам со албанци, меѓутоа не може 20% овде да барат све, а овозможено им е све. Дали мислите дека на протестниот марш кој што во моментот се случува низ улиците има и членови на СДСМ и албанци? Во тоа сум убеден, затоа што во мојата фамилија има што гласале за СДС, се покајале и отишле. Јас сум човек со инфаркт. Јас лично утре, како знам и можам, ќе отидам да поддржам и да си ја бранам својата држава. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав се најубаво, да погледнам што се случува на Facebook. Звездан 2, црн бумбар за втората тема, значи голем колку тој што го дава. Божидар Светозаревиќ дава бел бумбар за првата тема, Панда Николовска прва тема бел бумбар. Еве имаме и нови пораки, пишуваат луѓето и во инбокс. Тоа би значило дека можеби некој сака и на Skype да се слушнеме, ви стои на располагање и таа опција. Божитар Светозаревиќ, рековме бел бумбар за првата тема. Јеленка Никодинова гласаше во меѓувреме. Македонија никогаш не треба името да го промени, ниту знамето на кој не му одговара животот во Македонија, вели таа, нека си оди назад од каде е дојден, никој не ги бара. Сенат Даријан Шишик дава бел бумбар, сенат само бел бумбар, зашто ќе треба уште малку да довршите за да можеме да запишеме и да дадеме една реална слика за сето она што се случува. Какво е вашето видување? Христина Римбовска ни дава бел бумбар за првиот предлог, го имаме и незиниот поздрав. Поздрав до вас, Христина. Продолжете со вашите пишувања, продолжете и со вашите јавувања. Кој следен ни се јавува? Ало, добро вечер, Тања. Добро вечер, со кого зборувам? Лиле, Скопје. Лиле, зашто се одлучивте? Па, огромен црн бумбар за втората тема. За втората, добро. Фрчковски само не ни дообјасни, рече нашите пријатели од Америка. За кои пријатели мислеше од Америка? Веројатно за Обама и Клинтон, кои што заминаа, кои што имаат голем удел во ситуацијата, во сценариото во кое се најде нашата држава. Значи, мислам дека овој човек е колатерална штета кога ќе излезе да даде било каква изјава.
Време му е полека, ама сигурно да си се потргнува настрана и повеќе за политика да не дискутира. А сега ако може една реченица, две за првата тема да кажам, бидејќи немам право на бумбар, да го поздравам господинот Груевски, се покажа како голем човек, како прав македонец, подршка до него, подршка до целиот народ кој што е излезен денес низ улиците на Скопје. Почна, така би рекла, почна народот и нема да ја остави оваа работа да ја решава некој друг. Голем поздрав, Тања, и секој добро. Секој добро, Лиле, јавете ни се повторно, вашиот бумбар стои веќе запишан, продолжуваме со јавувањата. Добро вечер. Здраво, Македонија. Повелет. Ошчипка Рако Венцислав. Венцислав, вашиот избор. Црн бумбар за вториот пребор. За вториот еден црн бумбар, ставот на Фрчковски. Добро? Меѓутоа, Никола е милион години пред оние што го плука убедливо последните 10 години. Тој покажа и докажа како се брани и жртвува за Македонија. Едно препорачувам на сите скопјани. Денеска покажа дека заслужуваат да живеат овие што излегува, бранителите. Заслужуваат да живеат во нашиот град. Да бидат носители. Прв пат видов река од луѓе. Досега не видено. А тоа е се благодарение. Луѓето гледаат, трпеа 2,5 години и сега може да питам едно. Македонија има и море. Море од луѓе, море од скопјани. А каде сме ние провинција ако тргнеме, ако требе, и пешки до Скопје? И една препорака, вие 2-3 дена, најмалце 30 до 40 луѓе, бранители, треба да бидеме околе резиденцијата на Ѓорѓе. Ѓорѓе е спасот во овој час. Ги има сите ингеренции. Од мене голем поздрав. Ви благодарам, господин Венцислав. Поздрав до вас, поздрав до Штипјан и Бобан Радевски, бел бумбар за првата тема, Гоце Илиовски за првата еден бел бумбар, Стојановски Ангел ни даде бел бумбар за првата тема, Сузана Петрушевска, црн бумбар колку цела ЕУ за вториот предлог, поздрав до сите до ТВ Нова, благодарам. Бобан Радевски, бел бумбар за првата тема. Не сум сигурна уште колку време имаме. Дали имаме време за уште јавувања? Нема да имаме време за жал. Сепак, значи, остануваме тука на оваа ситуација на која што сме, иако интересот е голем. 52 јавувања за темата 1, 3 црни бумбари, а 49 бели за темата 1. Премиерот, поранешниот премиер Груевски до Зоран Заев: ќе ти ја поддржиме владата ако се откажеш од законот за јазици, вели тој. Темата 2, Фрчковски: годинава мора да се направи нешто, вели тој, во врска со името на земјата. Доби 26 и сите се црни бумбари. Го имаме настанот на денот, тоа е еден бел бумбар за ставот на Никола Груевски, 51 бел бумбар. Сега е време веќе да ги најавам вестите на телевизија Нова во 19 часот. Сигурна сум дека се интересирате што се случува на оној граѓански марш кој што се одвива низ улиците на Скопје и за кој што се најавува дека ќе продолжи и во наредните денови. Колегите се на терен, така што ќе ве препуштам на нив. Ви благодарам многу за вниманието. Ние се гледаме веќе утре во истиот термин, 18 часот. Телевизија Нова, бумбар на ТВ Нова.